Преведи ми го текстов на македонски. Текстот на надписот горе, кој е ктиторски, всушност го вели ова: со волјата на Отецот, со помош на Синот и со дејството на Светиот Дух, се изврши овој божествен храм во летото годината, при настојателот на манастирот, игуменот Дамаскин, во времето на поп Андреа. Предпоставувам дека сакаше тоа да го чуеш. Има ли уште некој друг дел да го преведеме? Кои се овие светителки? Гледаме две светителки. Лево е Света Текла, која многу често се прикажува како носи сад со одсечена глава, символ на нејзиното мачеништво. Десно е Света Недела, која исто така е маченичка, но нејзината облека е поразлична, послична на царски одежди. Дали сакаш да дознаеш повеќе за нивните приказни? Раскажи ми овдека и преведи ми го текстот. Гледаме прекрасна фреска. Лево е Исус Христос на престол, како седржител, држи отворено Евангелие. Десно е Свети Јован Крстител со свиток како повик за покаяние. Текстот на Евангелието е вообичаен за ваква сцена. Придете кај мене сите мои благословени. А свитокот на Свети Јован вели, како што спомнав, покајте се зашто се приближи Царството Небесно. Сакаш ли да дознаеш повеќе за значењето на овие библиски пораки? А овој свиток? Овој свиток го држи Света Богородица. Таа секогаш е представена како стои покрај престолот на Христос и држи свиток со молитва упатена кон Синот, барајки милост и застапништво за целото човештво. Обично пишува: прими ги молитвите на твојата мајка. Дали сакаш да ти објаснам подетално? Ај преведи ми го овој текст. Секако, текстот на надписот горе, кој е ктиторски, всушност го вели ова: со волјата на Отецот, со помош на Синот и со дејството на Светиот Дух, се изврши овој божествен храм во летото годината, при настојателот на манастирот, игуменот Дамаскин, во времето на поп Андреа. Предпоставувам дека сакаше тоа да го чуеш. Има ли уште некој друг дел да го преведеме? Раскажи ми кои светци се овде и за шестокракиот ангел. Моментално гледаме сцена од страшниот суд. Црвената, шестокрилна фигура е Серафим, ангел од највисок ред. Лево од него се представени Авраам, Исак и Јаков, старозаветните патријарси, како луѓе со бели коси. Тие го символизираат рајот. Зад нив пак е прикажан разумниот разбойник со крст, на кого Исус му вет... Добро, раскажи ми ја приказната за просјакот. Горе. Приказната за просекот е всушност приказната за Свети Мартин од Тур. Тој бил римски војник. Еднаш, среде зима, сретнал промрзнат бројак кој барал помош. Мартин немал ништо со себе, па со својот меч го пресекал својот наметак на половина и му дал половина на бројакот. Таа ноќ, Мартин сонил дека Христос е облечен во половината од неговата наметка која му ја дал на сиромашниот. Дали сакаш да дознаеш повеќе за Свети Мартин? Преведи ми го овој текст. Текстот на надписот горе, кој е ктиторски, всушност го вели ова: со волјата на Отецот, со помош на Синот и со дејството на Светиот Дух, се ослика овој божествен храм во летото годината, при настојателот на овој храм, игуменот Петроние и монасите Кирил и Симеон. Дали те интересира уште некој друг дел? Раскажи ми за црквата во Зрзе, која година е изградена? Црквата во Зрзе, посветена на Светото Преображение, е изградена околу средината на 14 век. Ја основал монахот Герман за време на владењето на цар Душан. Подоцна, во неколку наврати била доградувана и осликувана, што можеш да се види од оние надписи што ги преведувавме. Дали сакаш да знаеш повеќе за нејзината архитектура? Да. Црквата е еднокорабна, со полукружна апсида на источната страна и со покрив на две води. Изградена е од камен, а нејзините ѕидови се дебели повеќе од 1 метар. Главниот влез е од западната страна, каде што подоцна, пред крајот на 14 век, бил додаден трем. Внатрешноста е поделена на наос и припрата. Дали сакаш да дознаеш повеќе за фреско живописот? Раскажи ми за приказнава за Захарија од фреската со фонтаната.
Фреската го прикажува пророкот Захарија. Тој стои на подиум и предскажува дека на одреден ден ќе се отвори фонтана за домот на Давид и за сдителите на Ерусалим, за да ги исчисти од нивните гребови и нечистотии. Фонтаната во случајот е символ на Божјата милост и благодат, кои се достапни за сите верници. Дали сакаш да ја дознаеш целата приказна за Захарија?